Имате ѓубре? Имам. Имате нешто за фрлање? Имам. Не фрлајте ѓубре по улици. Јас ви зборувам, да. Јас сум канта која зборува. Паметна канта која ги опоменува луѓето да не фрлаат ѓубре на око. За да имаме чист град, мораме сите да внимаваме на хигиената. Може да уфрлям се? Јас сум паметна канта. Ви благодарам што фрлите ѓубре во кантата за отпадоци. Фала. Колку не се такви како вас. Неискрено ви се заблагодарам. Доколку сакате да продолжиме со разговорот, ве молам само до претек. Ви благодарам. Молам. Знаете, луѓето во овој град воопшто не се грижат за хигиена. Што ми правиш муа, карти, пластичен отпад и секако ѓубре насекаде. Много Лукаат по улиците и газат во спуканици. Може би и затоа градот ни е толку гртивал. Не знам какви луѓе се. Искрено, некогаш и комуналните служби не посетуваат редовно. Да не испразнат. знам. А знаете, ние кантите мора редовно да се пражни. Е. Тоа се вика метаболизам на кантите за смет. Ако смеам да ви се пожалам, Кажи. има и многу неодговорни луѓе кои не уништуваат, не кршат, а понекогаш и не палат. Страшно. А ние немаме ноза да избегаме или да одиме Јас на да- работа во Германија. А таму да си канте е чест и одговорност. Те негуваат. Те се редуваат да бидеш украс во просторот, Ма а не јас и само една Германија. одлична канта. Има ред, има хигиена. А кај нас една канта на 500 метри. Па немаме ние ни нозе да трчаме по луѓето Не, и да го скај, собираме ќе што ѓубрето. тркалцава, не Не за треба фатал. помош. Така. Децата треба од мали да се учат да не посетуваат, да го фрлаат ѓубрето во нас. Да ви кажам право, се надевам дека сега, откако имав можност да зборувам, ќе влијам на повеќето луѓе и на децата. И Па, заедно ми ќе го знаеш. збориме на хигиената во градот. На крај да ве замолам, раскажете ја мојата приказна и пренесете ги моите знаки. Замолете ги луѓето да го фрлаат ѓубрето кај нас. Готово. Само така ќе имаме чист град и само така ќе бидеме среќни. Ви благодарам и имајте убав ден. Фала ти многу и тебе да си жив и здрав, жував муавет си направивме. Прва лига, само бала препорака за мене. Долку зборвиш, ме разбираш, малку помалце, зашо не заради мене. Имаш хулигани едно друго заради тоа што ти ми речиш многу им зборвиш, ќе фатете и ќе те скршен, ме разбираш? А иначе супер си, па ја ми го разувај денов да не пукнеш и ти. Жував си, а? Што престеп? Ево со кантулево прам муавет. Знаеш што ми кажа? Ми рече исто да ти кажам дека морат сите да го фрлят ѓубрето в канта. Затоа што кантиве се за тоа на мене ти, а не се да фрљаш ѓубре на секаде кај што ќе ти текне ти дека е привилегија за една канта да биде канта во Германија, треба да биде и овде да го направиме привилегија и во Македонија да. Ова канта е попаметна од цела држава и поголема еколошка свест имате, така да знаеш. А валда ти е, убајна си. Арен, Супер бе, ти што правиш? кантулево ова ти го кажа, се што ми го кажа се. А бе со канта го правив муавет. Чекај, ти правиш муавет на кантата, а кантата тебе? Ова ти е кој што ти кажа, паметна канта. Си прави муавет. Со канти почна да Абе, оди до ближи. Па те срезо. Ти давам број, татко ми има еден пријател, многу добар психијатар. Кој ќе ти ја шлапнам јас тебе една. Ај доближи се. Доближи Што се доближам канта ко Доближи се канта да те бе. види, не гледат надале. Имате ѓубре? Имате нешто за фрлање? Не фрлајте ѓубре по улици. Јас ви зборувам, да. Јас сум канта која зборува. Паметна канта која ги опоменува луѓето да не фрлаат ѓубре на око. За да имаме чист Натре нема град, никој, мораме натре има. сите да внимаваме на хигиената. Гледаш? Ти О, рекол. има некој на Абе, 100%, нема а? никој ти вика, море, паметна канта. Абе, ќе го е, најдам, со не. мозок, со- Абе, неа чепкај, види го. На канта. Ви благодарам што фрлите. Не рашкај натре, море, степче, нема никој. Леле, 100 пати ти имам речено. Ќе го најдам 100%. Знаеш дека рушкај ѓубре уста. Сакате да продолжиме? Извини, канто, молим те, од вакви. Од вакви. За вакви ти правев муавет, ко Стефчето. Ви благодарам. Абе, мора да има некој овамо, нема Абре, шанса, нема бе. никој сама си зборви, таја си е Како сама. е сама си зборви? Сега ќе Самава го најдем. канта е некој. Баре, не може да се Мора разбери да со има човекот. некој Не внатре. слушаш. Ај, добар ден. Ај, здраво. Нема никој внатре. Нема луѓе внатре, А, нема, човек знаеш внатре. како зборува? Па зборува. Ние сме нема- направиле да зборува. Ово уметничко дело е. Ова е канта, звана уметничко дело. А кој Канта сте што вие? зборува. Извини, кој Јас сте? сум Никола. Никола. Да, јас сум Никола од Урбани уметнички акции. Ние сме група што прави вакви. Само музејни згради. Стефан Никола, стрезо сум јас. Здраво живо. Никола, те молам да ни кажеш како функционира од преска се чуди. Кантата функционира многу просто, односно многу сложено. Самата канта има сензори, има електроника која што кога ќе пројдеш прашува дали имаш ѓубре да фрлиш, за да не фрлаат луѓе ѓубре на улица. Кога ќе фрлиш ѓубре, мора ти како секој културен човек ти вика, фала што фрливте ѓубре.
Ако сакаш да си правиш муавет со кантата, ако имаш време, ќе си направиш муавет, ти каже и каков е животот како канта, и колку има ѓубре, и зошто се фрла ѓубре, и зошто градот е прљав, и зошто државата е прљава, све ќе ти каже кантата. Цела приказна сместена во една канта за ѓубре. А вие кантава, мислам, вака како ја третирате, ко канта за ѓубре или ко уметничко дело? Не, многу историски гледано ѓубре, уметноста завршува на ѓубриште. Така да една комбинација на уметност и креативност, креација и нешто што треба да влие на јавна свест во оваа држава, малку да мрднеме напред, да не бидеме последни по све, кој што сме последни по све. Например, сега, кој што знаете, има многу хулигани, знаете како се однесуваме ние кон канти за ѓубре, например, јас во Охрид знам ги фрлят везеро, и то не вакви бетонски замисли. Бетонски ги фрлат без никаков проблем. Дали вие имате некоја идеја како да ја заштитите кантава од такви хулигани, од такви нерани мајковци, не речам? Од таа генерација сега немаме, ама имаме идеја преку овакви канти, преку овакви акции што правиме да не се прават нови генерации. Иначе сега во моментов ни е просто. Он доаѓа да фрли, ние сме тројца. Аха. И отприлике така ја заштитуваме кантата, но ќе се испие под клjuč, да не може да ја земат и си ја шетаме буквално, си ја шетаме кантата. Што ќе правиме денес? Слободни сме 3 сата, одиме си ја фаќаме кантата под мишка, си ја возиме кантата, Си имате си друштво. седнуваме негде, дали пиеме кафе, дали си седиме на клупа, ја оставаме, она си прави муавет, си ја врши работата, образува луѓе, едуцира, Така. кажува својата приказна за ѓубрето, после тоа ја пребираме. Значи, вие сте си со кантава како Нераздвојни. другари, нераздвојни. Нераздвојни, да. Имате некогаш слушнато, например, да има некои вакви примери во Европска Унија за вакви канти или уствари ние ти им дајме сега идеја на Европска Унија да направат вакви канти за ѓубре? Значи, во Европска Унија, колку што сум одел, нешто не им требаат вакви канти, тамо си фрлат луѓето кај што треба, меѓутоа во Европска Унија сега кои им требаат, немаме видено друга, меѓутоа постојат стотици интерактивни уметнички дела кои што разговараат Така. на различни теми. Кај нас една од главните теми во Скопје и во Македонија е ѓубрето, пошто се давиме Така, у ѓубре. Никола, фала ти многу. Фала и на што вас. ми објасни за Жив здрав. кантата и Нема фала веќе. што сте ја направиле Вие оставам, кантата. седете си тука, не ја дзиркаме од страна. Тука сме ви. знаете, ја Не чуваме е проблем. ние, бе. Тука сме, Важи, да. важи. Ајде, Ајде, се гледаме. Се Поздрав. гледаме. Поздрав. Чао. Еј, Стивче, треба тркнам, имам нешто работа до овде до банка, одма се враќам. Абе, сега ја ли да... Ало? Стрезо? Абе, он рече која идел некој да зима, они тројца биле, ја сега сам. Ај, вајда, нема да дојде никој. Арна? Ево ме остаја другарите. Јадена си нешто. Дечки, кај сте? Извинете ако ви каснам. Не бе, уживај, па ти си си каснела. изнасликав, мел. Да. Пак бе. Колку слики Јанче само Милан направено. Ај, наследи се, ајде Се са. смејам бе, цело време се смејам. Без кожа останав од сликање. Транспарентен станав веќе од сликање. Фу, види колку слики има. Бате Стрезо, ти имаш сега слики за цел живот. Бау. Имаш и за не дај Боже слики. Мислам, за дај Боже. Шо бе за дај Боже? Мислам, не за дај, такво дај Боже. Абе, брди се од место да види го. Абе, за награда, ако земеш, викам, имаш сега слики за утре, ако треба нешто. Таму, Мислам таму. тој. Проблемот е што не мислиш. Доста само со тоа апаратчето пуниш. Шо? Шо јам? Стой. Шо јам? Стој бе, не паничи, седи. Шо јам? Седи бе. Сол. Абе. Буба Марч. Ајде, пеј. Ја знаеш песната со Буба Мара? Не. Ајде, летни Буба Маро, донеси ми гости. Летни Буба Маро, донеси... Уште со Буба Мара немаше гости. Ај. И сега? Јаш сега. Види колку е брза Буба Мара. Види. Екипа, добар си, добри. Браво. Здравање, друже. Браво, Жуло, како сме? Сакаш да те носиме со нас на една тура по градот? На наши теми? Ајде. Чекай само вертикално.
Помошта на природата, тоа е клучно што сакаме да го направиме како разговор со тебе, затоа што ти уште пред 15 на години иницираш освестување на темата животна средина и мене ми изненади од каде тој порив кај тебе. Па ние кога почнавме да ја правиме Злата Бубамара, после некое време сите звезди од Злата Бубамара и целата манифестација доби така многу на популарност и знаеа дека нешто што се гледа на телевизија, што е толку многу гледано и сакано од луѓето, дека таа популарност што ја имаме и таа доверба од гледачите и од слушателите, сакавме некако да ја претопиме во неколку хуманитарни акции. На почеток тоа беше акции што беа поинакви, нели, помош за домот за деца без родители, садење дрва и така натака, но после се ангажиравме малце посериозно за да направиме некој подобар концепт околу неколку модели што би биле подобри за екологијата. Чисти раци, чисти училишта беше едниот проект што децата требаше да донесат по 5 селектирани пластични шишиња секоја недела и со тие пластични шишиња школото например ќе собере 1 тон или 2 тона пластика и тие пари потоа беа донирани како течен сапун и средства за хигиена за школото. Значи ние од кога успеавме да ја направиме акцијата, тие 10 генерации сега иако не трае генерално немесија, сите тие деца веќе пораснале и ја се надевам дека го рециклираат од тие пластични шишиња. Ама од каде тој порив кај тебе? Од каде да се наметне токму таа идеја за заштита на животната средина, освестување на предизвиците кои што ги имаме со природата? Поривот доаѓа кај секој индивидуалец посебно и мислам дека секој има свој модел. За среќа наша, ние сме присутни во медиумите. Луѓето не препознаваат. За некои луѓе што излагаат на телевизија, тие се познати, можеби не се популарни. Ја мислам дека ние што правиме, да кажеме, Злата Бубамара и уште 50 на други луѓе што излагаме на телевизија, можеме да покренеме, да поттикнеме други луѓе да ни ја пратат мислата, идејата и сите модели понатака што ги правиме. Значи треба некој секогаш да излезе во првите борбени редови, а другите да го следат. Доколку моделот е добар, доколку е ефикасен, доколку идејата е позитивна и добра, нашиве луѓе многу лесно ја прифаќаат. Зашто? Ние сме си свесни тројцата за нашата моќ во јавниот простор и токму затоа отвараме теми кои што можеби не се толку присутни меѓу луѓето. Па и токму оваа идеја за Green Deal или она што ти го правиш изминативе години ни беше провокација да ти имаме како соговорник, затоа што чист воздух, чисти води, здрава почва, климатски промени. Сето тоа нас ни е во фокус, ама не само на нас лично тројцата, туку ни е во фокус и на Европската Унија, затоа што, не знам дали знаеш, го подпиша Европскиот климатски пакт, со кој што треба да се поддржи самата идеја да имаме Европа која што ќе може да ја наследат идните генерации. Пред се, за нас е важно за да се гледат сите тие модели што ги имаме во Европската Унија, на граѓаните им сега многу подостапни, зашто многу од граѓаните веќе патуваат во Европска Унија за да работат. Многу мина се шетат и туристички и тоа на нас многу ни помага на еден момент дека луѓето што се враќаат од европските земји гледаат ова е нив организирано. Но што е работата? Некој тука кај нас треба да го направи тој модел и да го потикне тоа да го правиме така. Граѓаните им кажа немојте да пушите, во ресторани граѓаните го прифатија тоа по себе система. За екологија, ја мислам дека нема еден свесен човек, еден нормален, што кога му се остави канта за рециклирање, не знам, контейнер што е на правилно место поставен и лесен за работа, тоа не го прави. Дали тоа се градежните компании или слично. Многу, например, сум среќен што има сега дека почна тоа да се практикува последнава година-две за собирање на електричен отпад. Граѓаниве веќе разбираат дека старите телевизори, телефони, фенови и слично што не им се употребливи, се некојаш расипани, седат во своите фиоки или во подруми и визби треба да ги извадат и не да ги фрлат во контейнерот, но го треба да повикаат многу едноставно една телефонска линија од некој не знам, нула отпадли и така натака кои се, и тие доаѓаат во рок од 24 часа и ви го собираат од дома отпадот. Значи,
тој модел за едноставно рециклирање само е еден телефонски повик. Треба да го знае првата комшика, пријател, да го слушале на медиум и да го запамтат и да кажат имам фен, сакам да се рециклира, да се фрли. Многу убав вовед ми даде во темата како еколошките предизвици да станат цели на политиката. Дали може екологијата да ни биде приоритет во македонската политика? Главна цел е екологијата, зашто само таа идеологија во моментов за планетава Земја е важна. Значи луѓе што се изборам зелени по политика, што се зелени по стручност, што се зелени и по ефикасност и по борба, тие треба да бидат во првите редови во политиката. Све друга, дали било некои други мерки, либерални, социјални, вакви, тоа не е толку важно, зашто таа политика ништо нема да важи ако ние изгубиме планетава и местото каде што живееме. Гледаме дека се помалци има здрава храна, а на телевизија разговараме за здрава храна. Гледаме дека се потешко ни е движењето во урбаните средини, во градот, зашто веќе нема ни тротоари ни за старите лица. Гледаме дека клиниката за онкологија е се повеќе полна, а ние немаме таков механизам, работна сила и здравствен систем што ќе може и барем последните денови на тие тешко болни од канцер да им се помогне. Ранко, и ако имаш можност, така си затвориш очи да си замислиш каква Македонија јас си ја посакувам, или како ќе го потпише мојава земја тој Green Deal договор сама со себе, не со некој друг, за да имаме место кое што е соодветно на сонцето кое што присуствува тука, како ќе изгледа таа земја? Така ќе ми изгледа као рајска градина. Се рачунај да биде, например, Охрид, убаво чисто езеро, да остане понатака и да го задржиме после 20 години да изгледа уште почисто и уште поубаво да биде. Едни убави велосипедски патеки што ќе водат од Струга, Охрид, па ако треба и до Светена, ако има простор да се гледа, каде што ќе можат луѓето да идат со електрични велосипеди и така натака. Замислам, не знам, Велис, тешките отрови што ги има околу, да ги нема повеќе, околу Фени фабриката да не работи ништо, да се рециклира дел од работата, граѓаните да веруваат во своите инспекцијски села, градажни тела и така натака, да се знае кога некој сака да гради во национален парк или во парк шума, тоа на време да се санкционира, а не да биде тоа. Значи во секој случај све ќе изгледа поубаво, позелено, а што е најважно, ќе им пренесеме и на младите деца здравје, еден убав здрав живот, а не желба само како да избегаме во странство, зашто ни во странство не е толку сјајно ако гледаме дека нешто најубаво на светот е таму каде што си израснал, твоето мало, твоето место, луѓето со кои збориш на ист јазик и луѓето со кои споделуваш нормални вредности, а тие нормални вредности сите ги сакаме да бидат оние еколошки вредности, културни вредности, добронамерни и слични. Сега во Европа се многу актуелни тие велоградови, нели? Велодржави веќе Словенија велодржава, можеш да возиш 800 км, кој знае колку има, нели? Све безбедно, да се рекреираш и да дишеш чист воздух. Човек што вози точак надвор од природата, тој е еколошки освестен. Човек што е цел ден што поминува со спорт, исто така сака да дише чист воздух и здрав воздух. За тоа да го направи, треба на следите избори или на следите состаноци што ќе ги имаат во компанијата, во фирмата, кажат дајте и ова да направиме ке нас. Се е до системот. Имавме една еколошка бубамара, тоа е 17-та бубамара и Цацко Конопишки, нашиот Иво Каров, напише една убава песна, таа е таа песна за чистиот воздух. Многу дрво сечи, ова земја има. Така да може да ја пуштите, да се почастиме сега. Нешто смрде, мамо. Нешто смрде, мамо. Ајде, да не смрди понатака. Да се потрудиме да биде чисто и убаво Скопје. И Македонија, и целата планета. Сега за сега само дрва сечат прави, но не е чудо да летаат и глави. Не се знае, мамо, откаде смрде, дал од главата или некој прде. Од чубиња нема шанси да се гуше, 100% некој на шефот му го пуше. Од чубиња нема шанси да се гуше, 100% некој на шефот му го пуше. Ај, мамо кажувај, има ли
кој што ја спомнавте сега бубамара, Ранко, абе дај некако да му дајме на Стефчета една бубамара за, например, не знам, најпопуларен зелен ерген во Македонија. И со бубамара нема да се оженам. Абе да те ожениме побрзо. Слушај, а ти пак за да му вратиш на Ранко за услугата има да возиш точак цел живот, има да рециклираш пластика. И ќе се бориш за почит велес. За почит велес долга е борбата, ама точак со акумулатор, ако може електричен, да не мора да вртам цело време. Што треба? По црвене човеков. Па не можам. Значи да објавиме оглас сега. Еден оглас обавезно. Оглас. Обавезно еден Се оглас. бара невеста за еколошки освестен велешанец да работи во Скопје. Зелен ерген, бара зелена невеста. Конкурсот трае на златна бубамара од 1 до 8 ред. Ете. Готово, договорени сме. Ранко, ти благодарам многу за овој убав муабет. Се надам дека некоја порака која што успеавме да ја пратиме ќе стигне до адреса на која што ќе можеме да предизвикаме снежна топка ефект и еколошките пораки да бидат основни акции на нашите политички структури, па да очекуваме дека ние, па барем по таа основа, многу побрзо ќе стигнеме во Европа, отколку можеби по некои други. Иако треба дали сега номерно да се движи. Дај Боже да сме живи и здрави само и да сите живееме поубаво животов и ние и нашата природа и мајка земја што се вика, сите заедно се потрудиме да ни биде убаво. Не да бидеме себични само за нас и како луѓе да правиме само штета, него напротив, кога сите заедно ќе се организираме, многу подобро може да направиме да живееме заедно со природата и со сите живи суштества на неа. Бидејќи тоа е заедничка работа. Ете. Фала ти многу и се гледаме. Да сме живи и здрави. Дечки, предлагам после бубамариве да се префрлиме на пчеливе. Сакам да ја запознаете Магдалена од Виница. Професионален фармацевт, ама пасиониран пчелар. Не знаете каков мед правите, милина. А знаеш дека има се помалку пчелари? Затоа што има помалку пчели, а во суштина светов ќе опстои ако опстојат пчелите. Апсолутно да, затоа Словенија има клајно на сите покриви, хотели, куќи, се онакви куќи за пчели. Ево ги баш на муаветов. Да, ама јас сум баш за пчели, оси тоа ја. Зашо бе? Па ја од бубамарата се извадив од памет, малку ми е, за медот ќе дојдам звонете ми ќе. Абе доста трапанаш. Напиши таму Магдалена Виница пчели, ќе видиш што излези. Магдалена Виница пчели. Еве, абе. Добар ден и добре дојдовте. Јас сум Магдалена Јанчева. Вие се наоѓате во село Грлани, тоа е во општина Виница на 750 метри надморска височина. Ова е мојот цветен двор, мојот дом, а сега ќе ве одведам да ве запознам и со моите пчели. Ова се моите пчели. Приказната започна кога бев многу мала. Татко ми најпрво започна да чува пчели кога имав 10-11 години. И јас, бидејќи имавме поинакво детство, не седевме пред телевизор и не игравме цел ден, постојано бевме со нив да ја помагаме колку што може дете, нели, да помогне, да придржи нешто, да гледа, да набљудува. И од таму мислам дека ми се роди онаа љубов и пасија спрема пчелите и сега ми е омилено хоби. 17 години Магдалена пасионирано се грижи за незините пчели. Фасцинирана од нивната совршеност, тие ја учат на неголемите животни вредности, кои изворно од нив ги добива како лекција. Па најмногу на трпеливост. Најмногу што учат пчелите, мислам секој тоа може да го примете кој што се дружи со нив, е трпеливоста и онаа организираност која што ја спомнав, помагањето едни за други, грижењето, живењето во заедница. Мислам дека тоа и во фамилијата го пренесовме, така што живееме буквално две фамилии во заедница. И мислам дека тоа е едно од највредните работи кои што ги научив од нив.
Според Зелениот договор на Европската Унија, до 2050 година треба да имаме климатски неутрална и поотпорна Европа. И додека оваа цел за некого е долг процес, за Магдалена е начин на живот. Па ние растејќи овде во околината, од почеток до, мислам, до сега, и се надевам и ќе продолжиме, живееме по оној зелен договор, каде што си ти блиско до природата, ја користиш на оној вистински природен начин, ама и допридонесуваш. Тоа го прават, мислам, и пчелите, они сите сме свесни дека се една најбитна алка уствари во општеството, дека не може светот да опстои ако тие не се живи, ако они не постојат. Ние обично кога ќе спомнеме нели пчели, на сите у глава ни иде мед, или ако веќе сме болни прополис, млет, се она само за да ги искористиме. А има студии кои што покажуваат дека тие придобивки, пчелните производи се само 2% од придобивките што ги има светот и природата од пчелите. Тие имаат многу поголема улога во општеството. Знаеме дека се единствен вид кој што се опрашувачи. Со тоа нели се размножуваат и растенијата, се одржува оној биодиверзитет, екосистемот се тоа се одржува со помош на нив. И мислам дека треба да бидеме свесни за тоа и да допридонесеме плюс и ние нешто. Човекот и природата се во нераскинлива врска. И единствено решение за подобра и одржлива иднина е животниот стил на Магдалена Јанчова, која што треба да ни биде пример, кој што сите треба да го следиме. Ја од искуство можам да ви кажам дека колку си поблиску до природата, толку имаш повеќе мир во душата, толку имаш помалку горчност и толку повеќе ги сакаш и луѓето и природата. И мислам дека е битно за секој од нас и за наше добро, и за мира, и за светот да бидеме многу поблиску до природата. Направи бе, ќе го јаш цело. Многу е добар мед. Ево, ова е бате стрезо кој ти падне се хилјата од мел. Ајде падни побрзо да земам. Што значи мед од еколошка средина? Што значи скопска пчела, човече, види, ме отру. Мене имат намирисана дека сум, абе марш, види. Види. Бегај. Абе, овие будали сите дојдо, еј. Абе, еј. Има си грин дил со пчелите, ќе се завршиш работа. Абе, дајте потпишам све што треба. Абе, не се види. Не се договорите околу луѓе. Викни матицата, здраво, јас сум стрезо, не мислам ништо лошо, метче сам. Абе, бегај бе. Ќе се разбереш со матицата, ќе си јапеш метче бог да чуе. Много добар. Стрезо! Оти. Најлоко е мелот кој е чиста колошка да се. Стрезо! Дај ме мафни и пчели од мене, човече. Сега ќе дам. Помаш! Сега ќе дам. Ај остете го, ете им реков не слушам. Не разбираат охридски бате, Стрезо. На скопски треба да се разбереш. Абе, оставите го човекот на рад. Абе, трги се, не јадам поике, на.